Поштувани присутни, поштувана господи Рајли, поштуван министр, поштувани представници на медиумите, драги граѓани, дозволете ми најнапред да изразам својата благодарност до Европската банка за обнова и развој и до владата на Македонија и Министерството за финансии за нивните заложби за подпишување на овој договор за заем во вредност од 10 милиони евра, со кој што градот Скопје преку јавното сообраќајно предпријатие влегува во постапка за набавка на околу 35 современи нископодни автобуси. Со подпишувањето на овој договор всушност и официјално започнуваме таа постапка. Ова е прва набавка на автобуси во јавното сообраќајно предпријатие после 7 години, што представува еден сериозен долг временски период на необновување на возниот парк на ЈСП. Моите очекувања се дека најдоцна до крајот на оваа година по скопските улици ќе може да се видат новите автобуси кои што ќе бидат, како што веќе беше напоменато, на еколошко гориво со CNG технологија, на компримиран газ со Евро 6 стандард на мотори, кои што значително ќе придонесат за намалување на загадувањето, имајќи во предвид дека ќе можеме со оваа набавка во целост да го замениме застарениот дел од возниот парк на јавното сообраќајно предпријатие. Како што веќе реков, станува збор за нископодни, зглобни и моно автобуси. Нашата определба е дека 2/3 од возилата ќе бидат зглобни, а 1/3 ќе бидат нормални автобуси. Одлуката овие автобуси да бидат такви ја втемеливме на тоа што веќе мислам дека е познато. Во текот на минатата година извршивме пробни, односно тест возења на различни типови на автобуси од различни производители. По основ на податоците кои што ги добивме како град, ја донесовме оваа одлука за ваков тип на набавка и за ваков вид на возила, бидејќи овие тестирања покажаа дека овие возила се и еколошки, и енергетски ефикасни, и економски сериозно многу исплатливи, така што истите готово и да не го загадуваат воздухот, односно загадуваат само 10% од она што сега дизел моторите во јавното сообраќајно предпријатие го прават. Потрошувачката е сериозно намалена и истите се релативно ефтини за одржување. Нашите очекувања се дека една година по истекот на грантот всушност ние имаме извршено исплата на автобусите со заштедите кои што ќе ги направиме во работењето на јавното сообраќајно предпријатие. Во рамките на техничката соработка, која што ја имаме со ЕБОР во оваа постапка на набавка на автобусите, ќе добиеме и стручна помош при самата постапка на набавката, меѓутоа и целосна реорганизација на финансиските перформанси на јавното сообраќајно предпријатие и на автобуската стратегија, односно превозот на патници во нашиот град, а како подготовка за акцијскиот план за зелен град. Обновата на возниот парк во јавното сообраќајно предпријатие е процес кој што мора да се одвива плански и многу внимателно, затоа што наш императив како градска администрација одржувањето на урбаната мобилност и точното лоцирање на приоритетите на нашите граѓани при користењето на јавниот транспорт. Во таа насока е и оваа набавка со цел јавното сообраќајно предпријатие да биде на вистински прав сервис на граѓаните. Ова ќе придонесе за намалување на јавниот метеж, на сообраќајниот метеж во нашиот град, ќе даде сериозен импакт во деценискиот проблем на загадувањето, имајќи во предвид дека со новата стратегија и со новите возила јавниот транспорт во Скопје ќе биде и многу побрз и многу поефикасен, што автоматски ќе го направи многу поатрактивен за користење од страна на нашите сограѓани, затоа што на Скопје му е потребен брз проток во сообраќајот, особено во јавниот транспорт. На Скопје му е потребен еколошки јавен транспорт, а јас сум убеден дека со сите планови кои што градот Скопје ги работеше во текот на изминатата година, многу брзо ќе ги осетиме ефектите од ваквата работа. Благодарам.